светот на автомобилската индустрија, ретки се моделите на автомобили пред кои конкурентите стојат мирно и внимателно ги следат сите новини, информации и премиери. Еден од нив секако е ултра популарниот спортски луксузен автомобил на баварскиот бренд од Штутгарт BMW, кој го носи името серија 3. Зошто? Па веројатно затоа што за прв пат овој спортски автомобил започна да се произведува пред половина век. Поточно во 1975 година. Затоа што во моментот ја живее својата 7-ма генерација. Затоа што е глобален автомобил, бидејќи се произведува во 18 фабрики во светот. И затоа што, според статистиките, досега се продаде во повеќе од 20 милиони примероци. И да, затоа што има огромна фан база во светот која го обожува овој спортски и луксузен автомобил од компактната класа, за која популарната серија 3 била најдобриот автомобил кој се стркалал од производните погони на компанијата. Кога ќе ги соберете сите овие сериозни затоа, сосема логично беше големото внимание што го привлече промоцијата на новата 8-ма генерација на новата тројка. И при тоа не беше случајно зошто луѓето од Штутгарт избра официјалното лансирање да го направат со својот целосно електричен модел од идната серија 3, односно со новиот i3. Елементите кои беа изнесени на официјалната пресконференција се елементи кои навестуваат дека во автоиндустријата добиваме сосема нов game changer. Новиот i3 е првиот електричен автомобил од серија 3 на BMW, што се нуди надвор од Кина, и за него можеме да кажеме дека има се комплетно ново. Новата i3 е креирана околу така наречената Neue Klasse EV архитектура. Практично i3 ќе биде вториот автомобил развиен на основата на концептот за новата класа. А по промоцијата на електричната варијанта, во BMW велат дека и верзиите со мотор со внатрешно согорување нема многу да се разликуваат од она што го гледаме сега. Зошто велиме дека новата серија 3 во електрична варијанта е вистински game changer или менувач на играта? Главно поради својот домет. Овој електричен автомобил ќе може без проблем да отпатува од Скопје до Белград и назад, без притоа да има потреба да се дополнува батеријата. Затоа што според официјалните податоци, со едно полнење со i3 можете да поминете до 900 километри. А дури и ако има потреба за евентуално дополнување, на брз полнач за само 10 минути полнење можете да додадете домет од уште 400 километри. А тоа самото по себе звучи навистина импресивно. Кај новата серија 3 имаме два електромотори кои се поставени на двете оски, а комбинираната моќност која моторите ја испорачуваат е 345 киловати или 469 конски сили со вртежен момент од 645 ньютон метри. А ова само дополнително го истакнува и засилува спортскиот карактер и на оваа тројка на BMW. Спортското и возно уживање во новата електрична тројка е контролирана од софтверот кој го носи името The Heart of Joy. Одговорите на овој систем се 10 пати побрзи од претходните системи, а сето тоа гарантира многу подобро, поефикасно и позабавно возење. Ако за момент го погледнеме дизајнот на новата i3, ќе ги видиме јасно препознатливите елементи на новиот дизајн. Автомобилот има долго меѓуоскино растојание и спортска линија која се спушта кон задниот багажник. На предницата го имаме новиот визор со маската и 4 светлосни линии споени во една целина, слично како што беше решен и SUV моделот iX3. Овде дизајнерите се решиле за хоризонтална линија на маската, наместо класичниот вертикално поставен лејаут кај повеќето BMW модели. Во задниот дел светлата остануваат во хоризонтална линија и по целата линија на багажникот, со што даваат дополнителен впечаток на широчина и пространност. И интериерот има прибрано повеќе елементи од SUV моделот iX3, со предниот панел кој се протега по целата должина
и го носи името BMW Panoramic iDrive, во кој сите работи се фокусирани и центрирани околу возачот. Тука е и панорамскиот кров, што треба да символизира слобода, комфор и пространност. Централниот дисплеј е масивен, со големина од 17,9 инчи и благо свртен кон возачот, а опционално може да се добие и 3D head-up дисплеј со кој на ветробранското стакло се проектираат основните податоци за возилото. Клучните информации за возачот стојат во неговото видно поле. Како и повеќето сериозни EV модели, и i3 нуди двонасочно полнење, што значи дека со автомобилот и батеријата можете да ги активирате апаратите од домакинството или да вратите енергија назад во електричната мрежа. Во предниот багажник или така наречениот франк може да го спакувате само кабелот за полнење и ништо повеќе. Интегриран во навигацијата е и системот кој прецизно ја планира рутата, при тоа бирајќи ги патеките по кои можете, ако се движите на подолга рута, да застанете и да ја дополните вашата батерија. Производството на i3 започнува овој август во фабриката во Минхен, која доживеа сериозни унапредувања и модернизации во изминатите 4 години. Планирано е првите испораки на i3 да започнат оваа есен, 2026 година, а од следната година во оваа фабрика ќе се произведуваат само електричните возила од така наречената нова класа. Во самиот врв на палетата на луксузни автомобили во светски рамки добиваме уште еден премиум автомобил. Со премиерата на новиот Mercedes Maybach S-клас, префинетиот автомобил со трокрака звезда на предната хауба има задача да го редефинира поимот за луксузен седан. Автомобилот е креиран за да обезбеди спокој, врвна рачна изработка и грациозност. За прв пат во еден Maybach се воведува и новиот Mercedes-Benz оперативен систем или MB-OS, што го прави целото патување интуитивно, елегантно и интелигентно. Како што вели Ола Калениус, генералниот директор на Mercedes-Benz, името Maybach стои како репер на автомобилската врвност веќе полни 105 години. Со лансирањето на новата Mercedes Maybach S-класа, оваа традиција продолжува со сосема ново ниво на ексклузивност и комфор. Со MB-OS, кој е погонуван од вештачката интелигенција, го подигнуваме искуството на нашите возачи на уште едно повисоко ниво. Mercedes Maybach S-клас е следниот врвен момент во најголемата програма за лансирање на нови продукти во нашата историја. Mercedes Maybach е значаен стратешки столб во проширувањето на нашите врвни сегменти, заврши Ола Калениус.
Што можеме да издвоиме кај овој нов ултралуксузен седан? Новата скулптурална интерпретација на маската на Мајбах сега е за 20% поголема и е достапна со светлечка рамка. На одредени пазари и амблемот на C-столбот, па и звездата на предната хауба исто така може да бидат осветлени. Сето тоа е направено за дополнително да се истакне луксузната нишка на овој автомобил. На страните е поставен и дискретен проектор кој ги проектира буквите Мајбах на подот, кога се приближувате или си заминувате од автомобилот. Внимавано е на многу детали во изработката, како што се благо осветлените букви Мајбах во предната рамка на маската, а светлата имаат и благ финиш на розево-златна боја. Сите тркала кои може да имаат големина од 21 или 20 инчи имаат своја Mercedes-Benz звезда, која е перфектно балансирана и секогаш стои вертикално исправена, како резултат на посебно креираниот механизам со лагерчиња. Интериерот одава чувство на рачна изработка и ексклузивност, надополнето со модерната нишка на MBUX Superscreen екранот. Во интериерот ќе најдете дрвени елементи од убаво созреан даб, спарен со лесно светло и премиум материјали, како и мазни дигитални површини. За прв пат е употребен нов ексклузивен текстил кој има изглед на природни влакна наместо да се употребува кожата. Преку центарот мануфактур можни се безброј комбинации за лична персонализација на секој примерок, со многу комбинации на кожа, везење и премиум детали. Во интериерот се прилега на луксузен лаунж со посебни луксузни екзекутив задни седишта, фрижидерче, сребрени Robe & Berkling шампањски садови. Моторите се нови, електрифицирани, со 8 и 6 цилиндри, поддржани од благо хибридна технологија за мазна работа, одличен одговор на командите и обновување на енергијата. Клиентите со благиот хибрид може да добијат до 100 км возење само на струја. На некои пазари останува жив и V12 моторот. Во поглед на возењето се врти околу системот Mercedes-Benz Operating System или MBOS. Тука е и последната четврта генерација на MBUX инфотеймент системот кој што нуди одлични графики. Составен од стандардниот екран од 36,6 см, спарен со два екрани, централен од 31,2 см и екран за совозачот со иста големина. Тука е секако и виртуелниот асистент кој помага во возењето, но е тука и кога ви треба мал неформален разговор или прибирање на дополнителни информации за било што. Комбинацијата на сензори е тука за да ве заштити на вашето патување од било каква опасност. Во задната кабина има уште два екрани со големина од 31,3 см, сите спарени со ново дизајнирани далечински управувачи. Со нив можете да ја контролирате климата, затемнувањето на прозорите, инфотеймент забавата и задните седишта. Сосема логично, овој директорски автомобил е опремен и со цел куп системи за асистенција на возачот, за активна и пасивна безбедност. Новиот Mercedes Maybach S-класа ќе се произведува во фабриката Sindelfingen во Германија, а почетокот на производството е закажан за овој април.
што вози, работи подобро со Liqui-Moly. Моторни масла и адитиви, произведени во Германија. Од светот на Tech Alliance, германската компанија што го креираше легендарниот TechDock, ни доаѓа сосема ново решение за независни сервисни работилници во оригиналниот онлайн софтвер TechRMI на Tech Alliance. Ќе најдете се што му треба на вашиот сервис: технички информации, податоци, електрични шеми и графици, дијагностички кодови и упатства за сервисирање. Дополнително со пакетот го добивате и TechDock каталог бесплатно. Само во Autotrend, овластен Tech Alliance партнер за Македонија. Францускиот производител на автомобили Рено официјално се врати во сегментот А со своите нови електрични мини автомобили. Во најмалиот сегмент на урбани автомобили, во кој моментно се продаваат само околу 5%
од вкупната бројка на автомобили во светски рамки, Рено го прави својот камбек со малиот симпатичен Twingo E-Tech Electric. Овој легендарен симпатичен мал автомобил за прв пат беше лансиран пред 35 години или во 1992 година и се продаде во импресивни 4,1 милиони примероци. Во меѓувреме се случија многу промени под автомобилското небо. Главно поради новите безбедносни и технолошки стандарди, цените на автомобилите од А и Б сегментот се зближија, а продажбата на малите компактни градски автомобили сериозно опадна. Па сепак, како што изјавуваат во Рено, падот на интересот за автомобилите од А сегментот, во кој пливаат и моделите Toyota Aygo, Fiat 500, Volkswagen Up, не се должи на падот на интересот на потенцијалните клиенти за втор мал автомобил што ќе се управува во урбаниот метеж. Напротив, со новиот Twingo E-Tech Electric, компанијата гледа огромен потенцијал за раст и развој, растегнувајќи го сегментот со нови мини автомобили на струја, кои ќе им испорачаат на клиентите максимална вредност за вложените пари. Новиот Twingo E-Tech Electric го задржува својот лесно препознатлив дизајн, своите модуларни форми и овој пат ќе биде опремен исклучиво со 5 врати кои гарантираат полесен влез и излез од автомобилот. Twingo E-Tech Electric е направен за да биде безшумен, како и целосно зелен, односно пријателски настроен кон воздухот и животната средина. За поголема практичност, задните седишта целосно и лесно се преклопуваат и создаваат убав простор за товарање и носење на багаж. Како прв во својот сегмент, опремен е и со OpenR Link мултимедиумскиот систем со вграден Google. LFP батеријата е со ранг до 263 км и е идеално искомбинирана со електричен мотор со моќност од 60 кW. Моделот е исклучително лесен за возење и маневрирање и е поставен на малата платформа RGEV, исто како што се и Renault 5 и Renault 4 E-Tech Electric. Малиот Twingo има мала маса, од 1200 кг и прецизно управување, што го прави одличен за градскиот метеж, но и за возење на подолги релации и на автопат. Во креирањето за експертите од Рено, особено значајна била и цената, а истата во базната верзија на Twingo се димензионира под магичната бариера од 20.000 евра. Овој симпатичен мал автомобил веќе се произведува во Ново Место, Словенија, а испораките се веќе во тек. Guten Morgen und herzlich Good morning and most cordial welcome to all of you. I'm very happy to see that you've all come here today. Well, 2025 presented us with quite a few challenges. Political uncertainties increased, trade barriers and US tariffs had a direct impact on our business. Competition became fiercer in the global passenger car markets and price pressure also rose noticeably. This was particularly evident in China, but also many European passenger car markets remained challenging. In addition, the development of electromobility in many regions was slower than originally anticipated. At the same time, stricter CO2 regulations in Europe led to financial burdens.
In such an environment, clear decisions are what is needed, and that is exactly what we've done. We have established a new corporate strategy with a clear-cut focus on implementation. We have further advanced restructuring, rendering Audi leaner and more competitive. We have further developed our performance program and strengthened our cost discipline. And we have implemented our model initiative, thereby sustainably improving our position in the market. The overall situation I just described is reflected in our 2025 key figures. The Progressive Brand Group delivered approximately 1.6 million cars worldwide, a 3% decline in comparison to 2024. The framework conditions were difficult. On top of that, there was a large number of model changes and new launches. This included key volume models such as the Audi Q5, the Audi A5, the Audi A6, and the Audi Q3. At the same time, our BEV business developed very dynamically. In 2025, we delivered 223,000 fully electric vehicles, which means we recorded a growth of around 36%. The BEV share of the brand group's deliveries thus rose significantly from 9.7% to 13.6%. The Audi Group's revenue increased by 2% in 2025, i.e., they increased to 65.5 billion euros. Key drivers were the new fully electric Audi Q6 e-tron and Audi A6 e-tron models. In addition, there was revenue from the contract manufacturing of Cupra models at Audi in Győr. A large number of model changes and the discontinuation of the Audi Q8 e-tron had a counteracting effect. Furthermore, revenue from parts deliveries for local production in China declined noticeably. Operating profit in 2025 was 3.4 billion euros, i.e., 14% lower than the previous year's figure. Operating return on sales reached 5.1%. Our 2025 results reflect intense competition. In addition, there were also one-off effects. The largest negative impact on earnings came from the US tariffs, which amounted to a burden of a total of 1.2 billion euros. So this has cost us almost 2% of return on sales. Measures from our future agreement resulted in a total charge of around 0.4 billion euros. In addition, the automotive brands Audi, Bentley, and Lamborghini were impacted by one-off effects due to the realignment in the D segment. These non-recurring charges added up to approximately 1.9 billion euros. At 3.4 billion euros, net cash flow was well within our target range and exceeded the previous year's level. The increase by around 11% is due to tailwinds from working capital, i.e., a lower capital tied up in our operating business. And the increase is also the result of good cost management and strict investment discipline. In summary, we steered Audi through a challenging geopolitical and industrial environment and closed the year on a strong note. At the same time, the figures clearly show that we need to further improve our efficiency and competitiveness. That is why we're accelerating our transformation. We're streamlining structures, simplifying processes, and reducing complexity.